еве законите, кои што и денес беше повторувано од мнозинството, дека се спремани 2 години, дека се спремани со меѓуресорска соработка, дека се викани експерти од странство, дека се викани стручњаци од странство. Закони кои што кога излегува на виделина 50%, како што ни беше кажено, се променија. Закони за кои што имаше јавна расправа, која што не беше баш добра и имаше доста негативни мислења на таа јавна расправа, и после тоа имаше амандманска расправа, на која што амандманска расправа, наместо да се случи подобрување согласно јавната расправа на тие законски решенија, се случи уназадување или влошување на самите законски решенија. И сега, после сите тие случувања, ујдурми да кажем така, одеднаш стоп. Чекајте, законите си останаа, си застанаа. Едноставно требаше, сите го знаеме тоа добро, да чекаме што ќе ни каже Европа, што ќе ни каже Европската комисија, Советот на Европа, но Европа пак не плесна по тилот и ние сега си викаме дај да ја завршиме работата, да ги донесеме законите, иако во собраниска процедура веќе имавме други измени на Законот за радиодифузна дејност. И бидејќи проблемот беше во Сдруженијето на новинари на Македонија, се седна со Сдруженијето, тоа што ние го научивме од јавноста и се договорија некои работи. Но едно се гледа и со голо око, без никакви дилеми да има било кој граѓанин во Република Македонија. Се гледа дека оваа држава, Република Македонија, нема да доживее со оваа власт слобода на изразување и слобода на медиумскиот простор. Се гледа дека со овој закон губи Република Македонија и граѓаните на Република Македонија. Овие 2 закона го дефинираат процесот каде оди нашата држава, каде одат демократијата и слободата на изразување. Затоа сме на дното на листите кои што ги прават за слобода на медиумите во светски размери и сигурен сум дека ќе останеме уште долго таму. Јасно ни е веќе неколку години дека во Република Македонија едноставно нема амбиент за изградба на слободни и одговорни медиуми. За да има амбиент, треба оваа влада да го направи тој амбиент. Но за разлика од тоа, оваа влада го уништува и го затвара тој амбиент за изградба на слободни и демократски критички медиуми. И да се навратиме на тоа што беше и од министерот потенцирано на почетокот. Што се договориле или што разговарале председателот на Сдруженијето на новинари, Силмани, иако тоа беше овде успорувано од група новинари кои што истакна надпис не во наше име на сите тие договори кои што се правени, сепак, паднале некои разговори, договори, во кои што има 3 главни поенти, а тоа е дека остануваат интернет порталите да бидат надвор од законот, што сите го поздравуваат и сите го велат, затоа што и денеска, и без ова законско решение, интернет порталите се единствениот слободен медиумски простор каде што можете да прочитате и видите некоја критична мисла, некое размислување. Втората работа што е договорено член на агенцијата да биде од Сдруженијето на новинари на Македонија. Третата работа дека секој ограничување на медиумските содржини треба да биде во согласност со праксата на Европскиот суд за човекови права. И овде се поставува едно големо извичник, едно големо но. Тоест, се поставува прашањето дали ќе се случат овие измени, но се поставува и прашањето што правиме со сите други крупни, огромни, големи забелешки кои што беа поставувани од многу релевантни институции на овие законски решенија. Пример, што правиме со владините реклами? Владата и незините јавни државни предпријатија станаа најголеми закупувачи на простор и во печатените и во електронските медиуми. Што правиме со тоа?
нема решение во законот за тоа. Што правиме со проблемите за формирање, тоест со независноста на Агенцијата за медиуми која што треба да се формира? Дали таа ќе биде формирана онака како што треба, бидејќи согласно предлагачите на тие членови на таа агенција, секако дека имаме целосно право да сме сомничави во тоа дали ќе биде независна или не. Исто така и финансиската независност на агенцијата се става во прашање, затоа што не е законски дефинирано како ќе се финансира оваа комисија, а секој што зависи од буџетот, секако зависи од желбата на власт. Па се поставува прашањето и за работењето на јавниот радиодифузен сервис на Македонската радиотелевизија, кој што се финансира од 4 извори, се контролата на нејзиното работење. Знаеме дека за време на оваа изборна кампања, последните избори, имавме проблеми во делот на информирањето на јавноста од Македонската радиотелевизија. Тоа го забележаа и ОПСЕ и ОДИХР и беше јавно прокламирано. Па што правиме со казнената политика, која што е многу голема, која што е уништувачка и која што голем број од медиумите нема да можат да ја поднесат, ќе бидат уништени, нема да бидат едуцирани како што би требало да изгледа една добра казнена политика. И на крај, што правиме со субвенциите до 50% на се она што е македонски производ, тоест производство на домашна, играна и документарна програма. Значи, имаме низа на дилеми, низа на прашања кои што останаа се уште нерешени. Изборувањето и изјавите на министерот или пак и на председателот на Сдруженијето на новинари, дека во понатамошниот период ќе се решат овие проблематични прашања, навистина делуваат доста проблематично да ги прифатиме, затоа што овие се нови законски решенија и ако се спремале 2 години, па јавни расправи, па јавност, па новинари, стручњаци, експерти, сигурно дека тоа требаше досега да биде решено. Оваа влада сака економски зависни од неа медиуми, сака уништување на демократски и критична дебата и ставање на сите медиуми под своја контрола. Тоа ти се вика, тоа е фактички законско решение кое што денес го разгледуваме во овој парламент. Благодарам.